Подкаст Мирисот на книгата, страница МК. Кога меаните би можеле да проговорат, меанските чашави би пишувале цели романи. Овој подкаст ке мириса на меане. Роман во раскази налик на хибридна окупација во 16 слики. 16 раскази од скопските меани. Неговите раскази го окупираат читателот од сите можни страни на животот. Љубов и неверство, секс и предавство, хуманитарци, синови, убавици, но и рогоносци. Самостоен уметник од областа на аудиовизуелната уметност, сценарист, продуцент, режисер, писател. Кузман Кузмановски. Автор на жанровски хибридно дело. Добро дојдовте во подкастот Мирисот на книгата. Добро е најдов, многу убав наслов, убав амбиент, се супер. Фала ви што ме поканивте. Ви благодарам и вас што ви имаме Македонија за еден писател кој е јас преку да признам на Facebook страниците ве пронедов, една случајна спонтана комуникација. Читајќи ги вашите 16 меани, толку имате раскази, добив еден впечаток дека сте одличен познавач на сентиментот на Скопје. Еден скопјанец добро би ги познал сите тие места каде што ги лоцирате вашите настани. Има една хронолошка нишка, меѓутоа сите се посебни раскази. Тоа делува жанровски како да е хибрид помеѓу роман и расказ, како да е роман во раскази. Да, баш така, многу убаво го дефиниравте. Мислам така беше и целта. Ако биде романување прв роман, значи барем да не биде обичен. Мислам така некако тргна сета работа. И меаните секогаш биле инспирација, точно скопско дете сум, она од Зизи Топ израснато, таа генерација. Немам свое село, како се вика, на лето. И ова е практично се бави овој роман со ликови скопски, па можеби не знам, би се нашли во други градови такви ликови. Меѓутоа овдека се оние кои, како да ги кажеме, загубени души, што го загубиле компасот околу тоа што е добро, што е лошо, што проаѓа, што не проаѓа. Како да се наоѓаат пред некој амбис и секој момент ќе пропаднат негде. Да, така, како да ви кажам, од предходно ова не го знае никој, баш сега го откривам дека некако така интимно си имав еден циклус настинати духови. Имав и една предходно, книга со таков наслов. Меѓутоа тука беше и филмот што излезе, долгометражен филм што го снимивме пред 2 години, Making of. Значи тука е и таа првата поезија, Мирисот на синото, значи сите дела некако под еден наслов, под едно НЗС ако се извади, се може да се крстат како настинати духови. И сега меани требаше да дојде крај, односно круната на тој еден, ајде да го кажеме, циклус. И од сега со трите точки почнуваме нов циклус. Многу интригантен наслов за поезијата, интерпункција, 3 точки, што понатаму. Спомнав дека ликовите, барем јас така ги доживеав, остават впечаток дека се пропаднати луѓе, како бивши луѓе кои не можеме некако да ги да пронајдеме среќен крај во расказите. Дали е тоа нека метафора на нашето секојдневие? Па да, значи вака мојата интенција беше, дали сум го постигнал тоа, вие ќе кажете, вие ја прочитавте книгата, меѓутоа ликовите се навидум обични. Значи сите случувања што ги прераскажуваат и им се случуваат, се со некој интензитет, значи со некој еротизам, со некоја бруталност и така. Меѓутоа тие навидум не се зли. Значи тие полека, постепено, живејќи го тоа урбано живење, таа урбана џунгла во која што се наоѓаат и сакаат да преживеат, се загубиле по патот. Значи не знаат, немаат крајна цел. Значи го живеат тој урбан живот, меѓутоа кога прават интроспекција, да речеме на некои позрели години, што направиле и што
може да се случи со нивните животи, гледаат дека нема баш нешто. Да, како да не може да се пронедат во нивното секојдневие, без оглед што пишувате баш хиперреалистично со секојдневието кој ни се обива од глава на сите нас. Така. Во вашите ликови е вткаено на еден баш така суптилен начин. Меѓутоа се луѓе кои баш кажавте како да немаат цели во своето секојдневие, како да живеат, за да туркаат во некоја. Па така некако му доаѓа, они се доста огревовени, вака како да кажам, во ликови, спонтано огревовени, а нели гревот ако некако го дефинираме, тоа е како онтолошко промашување на целта. Значи немаме нешто што не држи, одиме до крај, меѓутоа тоа луѓето можат да бидат позли и од демони, ама подобри и од ангели. Но и крајот не име цел. Тоа е интересно што дури таму не ја гледаат својата целта во крајот на... Нема една апатија, како да кажам, општествена во која што ние живееме, да бидеме реални сега, ние добро, не можеме ни се да кажеме што мислиме веќе у денешно време. Брзо се мисли, брзо се живее. Брзо се живее. Меѓутоа, работата е што овие ликови тука практично си имаат изгубено. Значи ја имаат изгубено нишката со и смислата со животот, како да се отуѓени. Постои еден препознатлив култ кон жената. Женски ликови дури се повикувате на славни актерски имиња како Софија Лорен или Моника Белучи, па и Синди Лопер. Ја спомнувате чисто споредбено, компаративно, а и култната песна Високи штикли, црни чорапи, значи она што всушност се крие зад таа една ваша намера да ја кренете жената на пиедестал, без оглед што спомнувате ликови на жени кои се изгубени и морално и етички во своето секојдневие. Така. Да, точно, жената секогаш за мене била на пиедестал, па особено скопската, пошто тука сум се вртел. И не само тоа, пак е тоа мислам, жената е убавина, некако се што можел Господ да собере, убаво да го направи, го направил кај жената според мене. Па и доверили од другата страна се, значи и доверили голема одговорност, значи ако земеме. Меѓутоа сега нас не интересира овој како да кажам, страствениот дел во оваа книга, тоа е обработено со тоа што паралела се прави, да речеме, со постарите ликови во женски и помладите. Помладите наликуваат кој на Софија Лорен, кој на Моника Белучи, на Синди Лопер од Качените и така. Меѓутоа има една мајка која што си го чека синот, на која што не и треба ништо, значи која што иако има некое потекло, како да го кажеме, условно кажано аристократско, готви на плин и тоа не и пречи, значи оди во тренерки, го чека синот, секогаш се радува кога синот ќе дојде, синот никогаш го нема. И така да таа паралела на денешнава генерација, бидејќи тука се зборува не за толку млади ликови, него некоја средна возраст, така 40 на 50 години, кои станали или требале да станат родители, кои требале да бидат, да направат фамилија, нешто што не им се случило, или пак им се случило, ама не излегло како што треба во ликовите. Паралелата се прави со, да речеме, таа генерација пред, значи, ова обработенава, да речем. И тука се насетуваат тие трајни вредности кои што мајката и жената ги гаи према својот сопруг, према синот, према општеството, значи така едно спастрено живење. А многу интересно што изборот на јазични единици вие со вулгарности, опценоста, нели, како да почувате кавадаречки, нели, секој втор збор, а во суштина е висока етичка. На крај завршиме со високи морални пораки за едно поправање на едно дегутантно, деградирано општество. И она што исто забележав, музиката во меаните некојаш и сега, цитирате Цеца, пред вратима спавала ко пас, да. Што слушаат младиве, а што се слушало порано?
Па да, меаните и порано биле нели институции за арно. Значи се собирале луѓе, па и не е тоа толку далеко, и ние сме се собирале, значи да пеат. Имаше еден феномен Да рецитираат. Интелектуалците се собираат. Интелектуалците, меѓутоа и на веселба кога ќе се собереме, нели се пеат песни, да кој има чалгаџи со чалгаџиите заедно, ако не масата, софрата, фамилијата, тие луѓе што ќе се соберат, пеат. И еден многу интересен и погубен факт дознав од професорка една во музичко, во МБУ средното училиште, која што така во неврзан муавет зборувавме, кажа, вика, едното дете двете деца ми одеа таму на музичко, вика, имат добар слух за едниот. И викам, баш ми е мило, и викам, ние си пееме стално, кога имавме слави, и тоа сме правели слави во кафани и така натака, и сме пееле. Едно вика, да пеете, да продолжите, вика, и во кола да пеете, вика, ние и во кола пеевме, патуваш до Охрид и пееш цело време. Зашто, вика, направено е истражување и македонскиот народ, значи, колективно, послабо пее, значи отпорано и се спушта за една октава. Моќта на гласот на македонскиот народ. Што е страшна работа, мислам. Кој пее зло не мисли, а кој пишува? Па тоа обстојува и духовно, тој мисли, да. Имате ли уште некоја идеја понатаму? Обично кога ќе почнете сами велите многу интересна насловот, настинати души, да продолжите понатаму во моментот. Па овие ќе ги оставам сега, ќе пробам да го видам, да го издегустирам, ако може тоа да се направи, значи позитивниот, другата страна на медалјата. Значи да видиме што може, и тоа баш некако преокупација ми е жената, ама онака целосно да се обработи во еден нов роман, така ми е. А да го преточите се тоа на филмското платно, бидејќи сте мултимедијален Па уметник? да, како што рече еден мој другар глумец. Се живи ликовите. Да, вика, ова си бара брат филм, така да, ми рече. Да. Мејани си бара да биде филм. И така ги опишувате филмски. Да, така е, и стилот е таков, и дури на крај завршува и романот и со сценарио, кој што е како дел од тоа што писателот го пишува тука. Меѓутоа, тоа се малце игри без граници, се надеваме дека ќе успееме, дека ќе пробиеме до тоа, затоа што ние сме, што би рекле англичаниве, eligible за да добиеме филм како продукција, како режисер. Mission Impossible, мислите дека? Ама излага дека да, сега за сега е така, ќе видиме што е. Мислам, имам снимано документарен филм, да речеме, за парламентот во Швајцарија, кој што, нели, кај нив провидов супер. А за парламентот во Македонија, што би добро, имаше и тука дел. А за парламентот, ако ме прашувате поинаку, значи не е само парламентот, па меаните зборуваат за таа пропаст на духот, ерозија на духот, значи во сите можни сфери, значи секаде е тоа, и жално што ни се случува, нели, како држава. Едно време се смеев искрено за тоа како што ни се случува, викам, видео, некој Монти Пајтон си прави на ниво на држава, на ниво на народ, и се смеевме, ама некако не излага наарно. Како што, не знам, негдека прочитав, евреите во Втора светска војна, кога ги прашале преживеаните, вика, како бе, вика, така дозволивте да се случи тоа што ви се случи, и концентрациони логори и се. Абе, вика, многу споро се случуваше. И толку споро се случува, и се си мислиш ќе помине, значи споро, еве дошло, ама ќе замине. И ние така изгледа едноставно и интелектот не ти дозволува никаш да помислиш дека некој има таква монструозна идеја. Овие во мејани се мали деца за тоа што се случува и случува. По меаната духот се познава. Да. Така е. Како да ви е лајт мотив, дека човекот ќе го препознаеш како се однесува во мејана. Да, мејаните многу зборуваат. Значи во мејаните се случува и нема, паѓаат маските, ми се чини дека е право место да се видат луѓето со вистинските лица.
И Ги- да, Ве прекинав. нема проблем. Ги заменија ли Facebook алатките меаните? Сметате ли дека луѓето повеќе поминуваат време на Facebook, на Twitter, на Insta, на Да. социјалните мрежи отколку во меаните? Тоа е точно. За жал тоа е точно. Тука има и еден економски момент, се разбира, бидејќи сега нели кризата. Ефтина забава, Фејсбукот е ефтина забава. Меѓутоа тој личносен однос што луѓето го прават меѓусебно во меаните, во ситуација кога се опуштени, кога не Тактилна мораат комуникација. Да, тактилна комуникација и се, тоа не може да се замени. Мислам, кај нас во Скопје тоа е особено некоја како традиција. И кафулињата и меаните, значи се место каде што се случува. Каде што се раскажуваат приказни, каде што се потпишуваат нели договори, каде што се бараат љубовници, жени и така натака, сопрузи, и тоа е животот скопски, македонски да речеме, не знам. Секогаш имам време и место за, мислам, еден... Еве, завршувате меаните се сведоштво на спомените место каде што се вистинува латинската in vino in veritas. Ни беше драго што бевте дел од подкастот Мирисот на книгата, се обидовме да замирисаме малку на меаните, на скопските меани, а она што можам да го препорачам на нашите гледачи е да ја прочитаат романот во раскази на Кузман Кузмановски, за да нештото ви бидат појасни. Останете на страница МК.